Добро утро и добро дојдовте во најновото издание на емисијата 24 од Сесрце. Како што знаете, од самиот почеток на емисијата имаме доста интересни теми и доста интересни гости со кои што верувам дека ви помагаме во она што вас најмногу ве интересира. Се надевам дека и денеска ќе ви се допадне темата на која што ќе разговараме. Меѓутоа, пред да ви ја представам денешната наша соговорничка, ќе ви ги прочитам најважните информации за денеска. Делегација на НАТО, предводена од помошникот на генералниот секретар на НАТО за политички прашања и безбедносна политика Дирк Бренгелман во посета на Македонија. Ќе се одржи негова средба со министерот за надворешни работи Никола Поповски. Исто така ќе има средба со министерот за одбрана Талат Џафери и со претседателот на собранието Трајко Велјановски. Министерката пак за внатрешни работи Гордана Јанкуловска ќе го прими признанието што е доделено на македонската полиција за постигнатите резултати во борбата против компјутерскиот криминал. А министерот за образование и наука Спиро Ристовски и американскиот амбасадор Пол Волерс ќе им доделат стипендии на учениците избрани на конкурсот за учество на летниот камп во Центарот за талентирани млади при Универзитетот Џон Хопкинс од Соединетите Американски држави. За останатите информации гледајте ги вестите на 24 вести. За сите оние кои што денеска патуваат, сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива непречено. Според информација од Министерството за транспорт и врски, ви известуваме дека се воведува времена измена на режим на сообраќај на државните патишта во Република Македонија од 1.7. до 31.8.2013 година. Се забранува сообраќај на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викенд и за денови при екстремно високи температури. Што се однесува до граничните премини, нема подолготрени задржувања за влез и излез од државата, меѓутоа на македонска страна. Времето во Македонија предпладне ќе биде сончево, а попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилна облачност со краткотраен дожд и грмежи, и тоа главно околу планинските предели. Ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 9 до 18, а денивната од 26 до 33 степени. Во Скопје слично време до 30 степени. И во деновите од викендот во попладнивните часови ќе биде нестабилно со локален пораен дожд и грмежи, а температурата ќе биде во благо опаѓање. Како што споменав на самиот почеток, денешната тема ќе ја посветиме на здравата исхрана. За таа цел, денеска со нас во студиото е госпоѓа Драгица Зенделовска, експерт по диететика. Добро утро. Добро утро. Добро дојдовте во 24 од Благодарам, Мартин. Се надевам дека денеска малку со оваа тема ќе им го покажеме, па на некој начин правиот пат до здравата исхрана. Да, секако се надевам дека ќе бидеме интересни. Така, кажете ми што се подразбира кога зборуваме за здрава исхрана, што се подразбира под здрава исхрана? Здрава исхрана во принцип е начин на исхрана со здрави намирници. Так. Или под наводници здрави намирници, значи добри намирници кои што се здрави за нашето тело. Бидејќи ниту еден процес во нашето тело секој процес уствари е буквално зависен од тоа што го внесуваме преку нашето уста. Значи буквално нашето здравје зависи од тоа што ќе избереме ние денес да јадеме. Значи здравата исхрана е само еден дел од здравиот стил и начин на живење. Значи не е само исхраната, тука спаѓа и вежбањето, и спиењето, и сонот, и психолошкото здравје и така натаму. Така, значи од здрава исхрана до здраво тело. Да. Така буквално. Добро, еве сега ќе започнеме од кај децата, јас би сакала, затоа што често се прави тука заблуда. Знаете, како што имам прилика да прочитам и по многу сајтови и медиуми, печатени медиуми, секоја година се менува она исхрана кај децата. Велат едното е пример, нешто е здраво, нешто не е здраво, меѓутоа веќе од следната година како да се менува. Каква треба да е исхраната кај новороденчињата до 3 годишна возраст? Попрактично е, моите препораки секогаш се состојат да речеме бебињата да почнат да се хранат од 6 месеци. Така, значи најчесто првата исхрана која што им се дава на бебињата се сокчињата, па потоа пасираното овошје и така натаму. Она што е многу битно за нив е практично да се внесуваат незаситените масни киселини. Значи да се внесува храна која што е богата со висока фитонутритивна вредност. Значи тие незаситени масни
аминокиселини ни се многу битни за правилен развој на мозокот и кардиоваскуларниот систем и така натаму. Значи, обично се препорачува да се почнува со зеленчуци, со овошја, подоцно се вклучуваат, значи различни типови на меса, да речеме, па потоа доаѓаат мличните производи и така натаму. Јас навистина не сум присталица на хранење на децата со одредени типови на храна од типот на различни смоки или кекси и така натаму. Значи, треба да се внесуваат житариците во варена форма. Добро би било да е тоа со полно зрно, затоа што во самата љушпа од тие житарици кои што ние ги нарекуваме интегрални, значи имате доста витамини од Б групата, влакна кои што се нерастворливи и растворливи кои што се битни за чистење на дигестивниот систем, значи на гастроинтестиналниот тракт, на клетките и така натаму. Практично е во тој период да се внесуваат и некои типови на алги. Еве да речеме еден од тие типови е да речеме спирулината која што е доста богата со голем број на витамини, но секако и минерали како што се калциум, магнезиум, витамин К, витамини од Б групата и така натаму. Значи, треба да биде храната, како да кажам, урамнотежена. Значи, да не биде да имаме хронотерапија, почести оброци во текот на денот и секако да се внесуваат различни типови на оброци, значи вклучувајќи ги житариците, протеините и така натаму. Имавме доста случаеви во текот на моето работно искуство, каде што да речеме родителите се вегани или вегетаријанци и по нивните убедувања многу често на децата не им се даваат протеини, значи не им се дава месо и така натаму, значи тие го заменуваат месото со друг тип на храна која што практично содржи протеини, а по мое убедување и мојата пракса покажа дека тоа е погрешно, затоа што на децата во периодот на раст се многу битни протеините и аминокиселините. Значи аминокиселините се внесуваат и преку млекото и млечните производи, се внесуваат и преку месото. Многу често користим и одредени типови на мехонарки кои што исто така имаат растителни протеини, но сепак се битни да се внесуваат значи преку месото и млечните производи. И сега изборот треба да биде многу битен, значи кој тип на месо, како тоа ќе биде приготвено, значи на кој начин ќе биде тоа сервирано и така натаму. Значи кога зборуваме сега здрава исхрана, веднаш по дефолт се подразбира тоа да не биде пржано. Значи да не биде храната запржувана со, не знам, црвен пипер, со прегорен зејтин и така натаму. Значи кај исхраната кај децата, кај бебињата многу е битно да се користат ладно цедени масла кои што имаат богата содржина на омега 3, омега 6, омега 9, незаситени масни киселини и тие да се додаваат на крај од варењето на храната. Значи храната не треба за бебињата да биде приготвувана со обичен зејтин, кој што е значи буквално технолошки произведен, па тој зејтин кој што врие на високи температури 220-230 степени Целзиусови и така натаму. Значи треба да се внимава и во начинот на приготвувањето, значи зеленчукот не треба да биде како да кажеме преварен, значи треба да биде на парја, за да може да ги задржи сите витамини, сите минерали внатре во него. Така. Значи, кога рековте дека од 6 месеци треба да почне детето со исхрана, тоа значи дека доењето треба да биде според вас до 6 месеци? Затоа што сега според новите истражувања што ги прават, некои викаат година дена, некои викаат колку подолго толку подобро. Доењето може да трае до година дена. Но ексклузивното доење треба да биде до отприлика до 6 месеци. Многу често се менуваат тие препораки. Да речеме понекогаш до 4 месеци препорачуваат педијатрите по 4 месеци внесување дополнително на сокчиња, на некои овошје и така натаму. Многу е битно доењето во првите неколку месеци, затоа што во млекото на мајката и во колостромот секако има имуноглобулини, кои што се многу битни за правилен развој на имунолошкиот систем на детето. Но она што е многу битно не е само доенчето или бебето, него е битна исхраната и на мајката, затоа што све што внесува таа преку уста, буквално доаѓа во млекото и се елиминира преку млекото. Голем дел од токсините кои што се внесуваат преку уста исто така се елиминираат преку млекото, така да тие токсини се внесуваат и кај бебето. Значи многу е битно исхраната да биде правилно избрана и за бебето и за мајката. Таа може да дои и до година дена, но навистина треба да внимава што ќе внесува во низината исхрана. Така. Кога рековте за чината храна, баш би сакало еве некое народно прашање со оглед на тоа дека кај нас е традиционалната кујна е нели доста
зачинета, меѓутоа со оној црвен пипер, запрашка. Така. Колку е здрава? Треба ли тоа да го внесуваме воопшто и тие манџи кои што ние ги Треба да го внесуваме пиперката Така? или црвениот Добра. пипер кој што е сушен, но треба да се внесува во текот на варењето. Значи нема Така. потреба да се става во загреан зејтин, па зејтинот да се става во јадењето внатре. Пак ќе кажам, не е здраво зејтинот да се прегорува, инаку црвениот пипер е здрав. Така да може да се прави сето тоа во фазата на варење, нема потреба тоа да се прави посебно, затоа што на таков начин го оптеретуваме дигестивниот систем. Така. Што е со исхраната кај децата, кај еве до 6 години? Треба да биде, да речеме, пак ќе кажам, избалансирана, затоа што нивните потреби се многу поголеми од потребите на возрастните. Значи, по некои истражувања, да речеме, 7 годишно дете троши енергија колку што не може ни еден олимпиец да потроши во еден ден. Значи, тие потреби треба да се надокнадат. Значи, нив им се потребни, да речеме, јаглехидрати, сложени шеќери, внесување во текот на денот, токму поради таа причина, заради тоа што единствен начин за да може да се обезбеди со енергија е токму внесувањето на сложените шеќери. Од друга страна треба да се внимава, како што кажавме, внесувањето на протеините, токму заради правилен развој на мозокот и така натаму. Многу често истражувањето покажуваат дека кај нас знаете што понекогаш родителите и начинот на кој што се хранат дома го пренесуваат на децата. Нездравата исхрана, вие не можете на вашето дете да му создадете здрав начин на живење ако вие дома не го правите тоа. Значи со право може да ви каже па вие јадете смоки или чипс или не знам нездрава храна, сендвичи или джанк фуд, ние како што ја нарекуваме. Тоа е осиромашена храна, храна која што буквално е празна. Значи таму имате само калории и ништо друго. Имаше истражување кое што го правеше доктор Хофман во Англија и кое што покажа дека кај адолесцентите буквално исхраната со таков тип на јадење, значи со джанк фуд, со сендвичи, со чипсови, со празна храна, доведува до тоа да тие бидат многу повеќе нервозни. Значи, тоа е само заради тоа што нема голема содржина на Б витамини. Кога истите тие се ставени на да речеме на суплементација дополнителна со Б витамини, утврдено е дека нивната когнитивна способност е подобрена. Значи, правена е испитување на долготрајна, на краткотрајна сензорна меморија, ЕЕГ и така натаму, и утврдено дека нивниот коефициент на интелигенција се зголемил после долготраен третман со Б витамини. Значи, многу е битна исхраната. Многу е битни ни се фитонутритивните вредности на она што го јадете и начинот како ја припремате храната за да не ги изгубите витамините и минералите. Значи, јас многу често зборам дека за мене правилен избор на подготвување храна е медитеранскиот начин на исхрана, каде што немате преварување на храната, каде што немате долготрајно печење на храната, значи неколку минути подготовка на храната да тоа биде крцкаво, но сепак да ги задржи значи и витамините и минералите, но од друга страна пак и да ги да речеме уништиме оние бактерии, оние паразити кои што доаѓаат со сировата исхрана. Сировата исхрана во многу моменти може да биде здрава за нас и е препорачливо типот на пиење на сирови сокови, грицкање на сиров зеленчук и така натаму, но треба да се внимава како ќе го очистиме, пред се заради присуството на таквите паразити и на бактерии од една страна и од друга страна понекогаш кај некои луѓе можеме да го оптеретиме гастроинтестиналниот тракт со земањето на поголема количина на сирова храна. Така да треба да биде малце избалансирано. Затоа кога се прават диети или кога се прават различни режими на исхрана, сето тоа треба да биде избалансирано од доручек до вечера, за да може да се записи дневниот внес на фитонутритивните вредности. Така. Колку отприлика треба да биде дневниот внес? Зависи, значи зависи дали зборуваме за деца, за адолесценти, за деца во пубертет, за возрастни луѓе и така натаму. Потребата за фитонутритивни вредности кај возрастните луѓе е многу поголема. Овде треба да се внимава на изборот на исхраната, затоа што нивниот метаболизам е малце успорен, оксидативниот стрес е поголем, слободни радикали имаат во поголема концентрација и така натаму. Значи кај нив витамини и минерали треба во многу поголема
доза, за разлика од децата, но индивидуални треба да бидат режимите. Значи, пристапот треба да биде холистички. Тоа значи за секој различно. Да, ако една храна е добра за мене, не значи дека ќе биде добра и за вас. Затоа, никогаш, например, кога имаме проблем со некои клиенти кои што имаат одредено заболување, треба и за нив посебно да биде. Значи, не може една храна да се дава, да речеме, ако имате диабет, и таа храна да биде за сите што имаат со диабет. Значи, треба буквално пристапот да биде холистички за секој посебно. Треба да се пресмета базален метаболизам. Значи, базалниот метаболизам е практично калориите кои вас ви се потребни да ги внесувате секојдневно за да може правилно да функционира вашиот организам. Тоа значи дека ние треба секогаш да јадеме над базалниот метаболизам. Све што ние внесуваме под тој базален метаболизам, вие му давате, хајде условно кажано, знак на вашето тело дека почнувате да внесувате помалку калории од тоа колку што него му се потребни. И почнува фаза на штедење. Значи, фазата на штедење е акумулирање на масноти и така натаму. И сега кога правиме диети, ние тие диети треба да ги водиме 40 дена, значи минимум, за да може да се адаптира тоа тело. Секогаш кога диетата е неправилна, затоа имате јојо ефект, кој викаме. Значи, слабеете, се додека ја држите диетата, по прекинување на диетата, вие ги враќате килограмите и можеби понекогаш и плюс од тоа што сте ослабнале. Тоа е така затоа што сте му дале сигнал на вашето тело дека вие слабеете, тоа се плаши дека нема да има доволно енергенци за да може да го одржува вашето тело. Значи, нашиот организам е паметен, памти. Све што правиме ние, тој памти. Затоа треба да бидеме умешни во тоа кога ги спроведуваме тие диети. А што е со диетите кај децата? Зависно од потребите. Значи, кога зборуваме диета, кај нас многу често луѓето сваќаат дека диета е рестрикција на храна. Диета е начин на исхрана, а не рестрикција на храна. И сега зависно од тоа која ќе биде целта на одредување на диетата. Значи, кај децата, да, се прават и диети, ако тие се гојазни, ако се доста чисто хранети, значи до некоја одредена возраст со таква храна која што е буквално празна, богата само со еден куп празни калории. Значи, јас сум сведок на тоа дека последниот пациент буквално на кој што му правевме диета беше дете од 2,5 години, кој што имаше енормна гојазност. Значи, сите оние имаат зголемен ризик од развој на кардиоваскуларни болести, развој на диабет и така натаму. Значи, диетите во смисла на рестрикција на телесна маса се прават исто и кај деца. Значи, вие со таквата празна храна или со внесување на храна која што содржи доста токсини, дали тоа ќе бидат пестициди, хербициди, бои, адитиви и така натаму, кога сте погоја, тогаш таквите токсини практично се сместуваат во адипоцитите, во масните клетки. И кога се применува таква диета со цел да ја регулираме телесната маса, треба многу внимателно да се спроведе тој процес на детоксикација, на чистење и така натаму. Затоа што ако вие еден човек кој што има големо масно ткиво на него, веднаш почнете да го топите тоа масно ткиво, ќе почнете да ги ослободувате токсините нагло. И во таков случај вие ќе дојдете до ситуација на автоинтоксикација. Значи, ќе почне да биде лошо, па да имаме проливи, па понекогаш се качува и температура и така натаму. Значи, многу внимателно треба да се спроведуваат тие диети и треба да се внимава со каков човек се работи таа диета. Значи, подобро е тие диети да одат постепено, да траат малце подолготраен процес, да речеме да траат и 3 месеци, 6 месеци, понекогаш е потребно и година дена, но да биде, да речеме, рестрикцијата на тежината 4 до 5 килограми до 8 килограми во текот на месецот и така натаму. Значи, за мене диетите рестриктивни од типот нејадење по цел ден се забраните, значи воопшто не ги препорачувам. Така. Ете за децата, меѓутоа, што е со диетата кај оние што се во пубертет? Бидејќи знаеме дека тогаш се баш во во најефективниот развој, всушност. Да, апсолутно треба да се внимава затоа што тогаш е многу битен хормоналниот баланс, особено кај девојчињата. Многу често кај нив се случува да
престанат со јадење. Значи, многу често се следат различни форуми на интернет, па се симнуваат некакви диети од интернет, па ќе видите некои податоци од типот јас ослабнав 30 килограми за месец дена. Многу често до душа и на телевизиите може да се видат такви реклами пред и после, па 20 килограми за месец дена, па тие земаат некои, да речеме, суплементи или додатоци во исхраната кои што ќе им помогнат во текот на слабењето. Но сето тоа го прават сами, без да се консултираат со некое стручно лице и не знаат што се можат да си наштетат во текот на тоа слабење. Значи, да речеме, многу често ја исфрлаат масната храна. Многу често се случува да дојдат да кажат дека ние јадеме јадење без зејтин, значи не јадеме месо и така натаму и така натаму. И токму во пубертетот тоа би можело да биде проблем. Значи, сврлањето на незаситените масни киселини исто така би било проблем. Нејадењето на, да речеме, невнесувањето на аминокиселини, на протеини, исто така може да биде проблем. Невнесување на холестерол. Значи, холестеролот не мора да биде само лош, може да биде нели добар. За да имате правилна синтеза на хормони во вашето тело, е потребно внесување на одредена количина на холестерол. Ако сето тоа затае, ние ќе немаме практично синтеза на хормони и почнува сега дисбаланс на хормоналната спрега и многу често се случува девојчиња кај мене да дојдат од 17 од 16 години и престанал менструалниот циклус како резултат на спроведување на такви рестриктивни диети. Так. И потоа почнуваат другите проблеми. Така да веќе застанува тоа, па треба долг период на адаптација, па враќање на, значи, користење на различни суплементи во концентрирана форма. Дали тоа ќе биде масло од јаглика, дали тоа ќе внесе омега 3, омега 6, омега 9 масни киселини во многу поголеми дози и така натаму и така натаму. Значи подоцна станува малце покомплицирано. Така, што е со анорексичните? Сте имале можност работам да работите? Со такви. Работам со анорексични и можам да кажам дека успешно. Така? Успешно ги третираме. Последната моја пациентка на која што сум многу горда е пациентка која што исто така го беше изгубила менструалниот циклус со телесна маса од 38 килограми на почетокот. Сега веќе имаме 50 и нешто килограми, значи функционираме нормално. Со таквите клиенти често работиме и со психолошко советувалиште. Значи, сепак ќе треба во правилно време да се уклучи и психолог, за да можеме да ја поддржиме целата, како да кажам, целиот третман да биде целосен. Кај нив треба и тотално поинаква храна, треба внесување на поголема количина на витамини и минерали, затоа што кај нив долго време се случува да не стигаат правилни, одредена концентрација, препорачана дневна доза, до мозокот, до различните органи и така натаму. Тие во многу случаи имаат искривена слика за самите себе. Значи, колку и да се слаби, кога ќе се погледнат во огледало, тие гледаат некоја искривена слика, дебелина и така. Сметаат дека се дебели, Да, и воопшто не сакаат да конзумираат или многу често се случува кај нив ќе јадат енормно зголемена количина на храна и потоа веќе, да речеме, ја повраќаат или сами инсистираат, нели веќе процес на булимија и така натаму. Доста интересно е, она што еве сега беше баш пред неколку месеци актуелно, меѓутоа јас колку што знам веќе неколку години се случува тоа, да кај деца од 6 годишна возраст, поради ете како што тврдат научните истражувања, се појавуваат, почнуваат да растат градите како резултат на многу поголемо количество на внесување на пилешко. Има ли вистина во тоа? Има вистина, секако, но сепак ќе кажам зависно сепак од квалитетот на намирниците. Значи, многу е битно дали пилешкото месо е гаено со хормони. Значи, многу често животните ги гаат со хормони за да побрзо пораснат. И да бидат поголеми. Да бидат поголеми и така натаму. Многу често не влијаат само кај женските деца, него и кај машките. Многу се битни за кај луѓето во пубертет. Многу често луѓето кои што се користат со поголеми количини на пилешко месо може да развијат кај машките гинекомастија, кај женските исто така растење на градите или пореметување на менструален циклус и така натаму. Значи, последните истражувања дори покажуваат дека кога мажите
користат печено месо, пилешко, ама со препечена кожичка, па тоа е многу вкусно и се јаде кожата, можат да развијат или поголем е ризикот од развој на канцер на простатата. Тоа е така затоа што во самата препечена кожа имаме повеќе хетероциклични амини, ние ги нарекуваме, кои што се мутагени, тие делуваат на, ја оштетуваат ДНК на клетките на простатата. Што значи дека треба да внимаваме и не само со пилешкото месо, него треба да внимаваме и со јајцата, поради високата содржина на холин. Јајца треба да се внесуваат, ама не во поголема количина, 1 до 2 неделно и така натаму. Затоа реков треба да биде избалансирана таа исхрана. Јас многу често на моите клиенти им препорачувам да го маринираат пилешкото месо одвечер со цел да ги елиминираме токсините од месото. Значи да се маринира во смисла на да се стави маслиново масло, да се стави сол, да се стават различни зачини од типот на рузмарин или кари и така натаму. И сето тоа да се остави, значи затворено текот на вечерта, од следниот ден кога планираме тоа да го подготвуваме, се фрла таа маринада и се подготвува веќе нова која што ќе ни биде потребна нели за печење или за варење и така натаму. Така. А јас малку да ги одмориме гледачите и ние малку да се одмориме. Следува рекламниот блок, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Ете така, се враќаме назад во студиото. Вие гледате емисијата 24 од Сесрце. За сите оние што се приклучија малку покасно, денешната тема посветуваме токму на здравата исхрана. А за таа цел денеска со нас во студиото е Драгица Зенделовска, експерт по диететика. Меѓутоа, јас би сакала да ги потсетам гледачите дека телефонските линии се отворени и дека може да не контактираат на двата броја 02 60 91 924 и 02 60 91 925. Доколку сакаат да постават некое прашање поврзано со здравата исхрана, слободно може да не контактирате. Господја Драгица, застанавме кај пилешкото месо. Да. И колку тоа всушност влијае врз развитокот на децата, па и врз хормоните на некој начин. Така, значи, кажавме дека може да биде проблем. Значи, кажавме дека последното испитување од 1300 испитаници покажа дека може да го зголеми ризикот од рак на простата, значи ако се јаде со препечена кожа. Но треба да се спомна дека пилешкото месо, меѓу другото заедно со мисиркиното месо и со рибата се меса кои што најчесто се користат во препораките и во диететските режими, токму поради тоа што тие се малце попосни меса, за разлика од останатите. Затоа ќе кажам, треба да се внимава на правилен избор на пилешко месо. Од друга страна, ние многу често купуваме пилешко месо, значи тоа се, како да кажам, птици кои што не трчаат, значи нивното месо не е диво, туку тие се товени, стојат на место, не трошат енергија и така натаму. Значи секогаш кога ќе имаме избор, како да кажеме, да купиме селска кокошка, би било подобро отколку да купиме некое вештачки, да кажеме, товено индустриско пилешко месо и така натаму. Како да ги препознаеме? Еве кога идеме во продавница да препознаеме ли тоа многу тешко? Јас не знам во Македонија некаде да можам да купам, да речеме, селска кокошка. Мислам дека не постои продавница каде што можете да го купите тоа, освен ако немате некој пријател каде што ќе појдете во село да замолите да се купите и така натаму. Значи, не постои. Нема начин како да го направите тоа. Затоа е подобро чистењето веќе кога имате таков избор да купувате индустријско пиле, тогаш ќе припремате различни маринади за да го очистите од токсините. Така. Што е со останатото месо? Останатото месо, јагнешкото е месо кое што е малце помасно. Значи може да содржи холестерол. Е препорачливо, ама сепак ќе кажам, зависи од клиентот со кого работите. Значи тука спаѓа веќе и телешкото месо, и говецко, и свинското, ретко кој од нутриционистите го препорачува. Прасечко може понекогаш да вклучиме кај лица кои што имаат нулта крвна група и така натаму. Значи јас секогаш препорачувам да се јаде месо од помлади животни.
Значи дури и внатрешните органи од типот на џигерица, срце и така натаму е препорачливо да се јаде од помлади животни, затоа што тие се со помалку оптеретени со токсини за разлика од поголемите, значи постарите животни. Така да дефинитивно препораката е да се конзумира месо не толку често, значи не секојдневно, ама сепак да се конзумира месо од помлади животни кои што не се оптеретени со токсини. Така. А што е со оние салами? Тоа никако. Значи тоа се производи кои што во мојата листа на исхрана се тотално забранети. Значи тоа се преработки од месо, виршлите, паштетите, колбасите апсолутно, значи се што е буквално преработено месо е во моите препораки не постои или со големи црни болдирани букви ќе не пишува забрането конзумирање на преработки од месо. Да, видата, многу често во паштетите имате 97-8% сврзнатки, во многу малце имате месо внатре. Не е само тоа колку месо има внатре, него колку адитиви има внатре, конзерванси за да сето тоа се одржи. Многу често тие се недехидрирани, имаат вода, па кога ќе ги ставите во фрижидер, многу брзо му власуваат и се расипуваат и така натаму. Значи јас дефинитивно на таквите типови на храна им велам не. Така подозгора кој ќе се види како масно врз паштетата. Да, па многу често во продавниците, да речеме, таквите печеници или да, тоа сакам да прашам, тие се сепак преработки се чистат со крпи од натопени со зејтин за да тоа изгледа сјајно и така натаму. Во многу земји голем дел од месото, да речеме, се приготвува на начин со инфрацрвени зраци и така натаму, за да може да тоа изгледа црвено, убаво, свежо и така натаму. Но сега веќе имаме кодекс алиментариус не кај нас, него веќе на запад се збори многу за тоа, каде што веќе почнуваат да се дозволуваат и такви типови на меса да се продаваат по продавниците или на храна која што е, да речеме, третирана со DDT и различни типови на пестициди, но во високо развиените земји таа храна е означена. Така да вие како потрошувач имате практично избор дали ќе купите таква храна која што е многу поевтина, за разлика од здравата храна или за разлика од органската храна, во која што веќе навистина нема присуство на никакви штетни материи кои што можат штетно да влијаат на нашето тело или на нашето здравје. Тоа сакав малку да поразговараме за органската храна. Последниве неколку години цело време се зборува баш за таа органска храна. Колку всушност таа е добра? Секако таа не содржи значи никакви токсични материи, затоа велиме органска храна. Со тоа што за да добиете органска храна нормално тоа се следи преку министерства, па добиваат сертификати и така натаму, земјиштето долго години не треба да биде прскано или теретено, оптеретено со токсини, со химикали и така натаму. Јас сум секако приврзаник на органската храна. Единствениот проблем е што тоа е храна која што навистина чини многу и го оптеретува буџетот домашен на потрошувачите. Но во крајна линија ние сме земја во која што во принцип може навистина да се најде храна која што е од органско потекло, која што е одгледувана. Тоа сакам да прашам, дали е таа она иста храна што порано, например, нели кога саделе по нивите, па не ги прскале воопшто? Ако не се прска, ако не се прска, тоа е дефинитивно здрав избор и еден од начините како да користите. Видите, вие не можете да го избегнете загадениот воздух или атмосферското загадување, затоа што кога паѓа дош, сега многу почесто имаме и кисели дождови и така натаму, значи тоа е еден циклус кој што не можете да го избегнете. Загадениот воздух и го дишеме и частичките паѓаат на земјата и прашина паѓа на земја и така натаму, имаме индустрија околу нас. Значи тоа се моменти кои што буквално не можеме да ги прескокнеме. Но нетретирањето на таквиот тип на храна е барем начин на кој што можеме да си помогнеме. Значи добро би било да користиме или да купуваме храна од зелените пазари кој што не е прскана по 15, по 17 пати, како што се прскани јаболката и така натаму. Значи третманот е таков за да може родот да устои, за да роди повеќе и така натаму. Тоа знаете како кога не се прскани тие имаат и дамки. Тоа треба да го знаат луѓето дека тоа не е дека натаму помалечки значи тие се поздрави, не се прскани. Не се пластични и така натаму. Ние имаме и друг проблем, не се само да речеме пестициди, хербициди и инсектициди, него имате проблеми со генетски модифицирана храна.
Значи, имате храна која што е одгледувана со генетски модифицирани организми. Проблемот е тоа што кај нас во Македонија, да, има таква храна, но јас не сум видела до сега некаде да таа храна биде означена. Значи да пишува содржи генетски модифицирани организми. Ние штетниот ефект од употребата на генетски модифицираната храна доправа ќе јас гледам. Значи, може би за едно 10 на 20 години, затоа што научната јавност е буквално поделена во тој поглед и во тој сегмент. Не знам како ќе се одвива тоа. Или ние ќе мутираме. Така. Се надевам нема. Па мора нашиот организам да се прилагоди на промените. Значи, ние буквално не се храниме како што се хранеле нашите предци, а за да ние имаме некаков, како да кажам, здрав начин на исхрана, не можеме да се храниме постојано со млечни производи кои што се правени со прав од млеко, не можеме да користиме, да речеме, генетски модифицирани јагоди, патлиџани, пченка и така натаму, и не знам уште што не, да користиме афлатоксини. Ке прекинам на кратко, имаме гледач на линијата, Данинев чека. Добро утро, повелете. Добро утро, поздрав до вас и до гостинката. Така, поздрав и до вас. Јас сум мајка на 18 годишен син. Добро. И имаме проблем што тој моментално има 120 килограми. Каде да се обратам и да ја најдам госпоѓата за на некој начин да ни направи индивидуална проценка за негова диета? Така. Бројот можеме да го оставиме во... Така. Може да го ставиме или да ми го кажете. Не, ќе го ставиме во режија бројот, па може ли вие да го ставите вашиот број во режија, па ние веднаш после емисијата да ви сконтактираме? Се надам дека гледачката, доколку се исклучи, може повторно да се јави во режија и да го остави својот телефонски број, за да можеме ние веднаш по завршувањето на емисијата да ја се јавиме и да ја го дадеме бројот од господја Драгица. Онаму каде што застанавте, ве прекинав, беше за генетски модифицираната храна. Рековте дека има поделени мислења околу тоа. Зашто има поделени мислења? Не сметаат дека е во ред, други сметаат дека не е во ред генетски модифицирана? Најчесто тоа е храна која што е направена за да има поголем принос, за да нели повеќе издржува времето на чување, да биде подолготрајна и така натаму. Но сепак е храна која што е генетски одгледана, па останатите 50% од научната јавност е убедена во тоа дека таа храна може да има штетно влијание на нашите гени и на нашата ДНК. Значи може да предизвика различни типови на промени, не само како генетски модифицирана, и другата храна која што е оптеретена со токсини исто така може да предизвика штетно влијание на ДНК. Затоа што таа храна, ослободувањето на слободните радикали, токсините кои што ги внесуваме во телото, автоинтоксикацијата и сега на сето тоа кога ќе додадете колку сме ние затруени, па колку ние не применуваме режими на детоксикација, на чистење на нашето тело. Ние имаме отпад во нашето тело кој што генерално може да биде од 3 до 7 килограми. Затоа што околу нас имате некуп тешки метали, имате микроорганизми, имате метаболни отпади, значи од тоа што ние дишаме, живееме, старееме, оксидираме и така натаму. Сето тоа треба нашиот организам правилно да го исфрли. Ако ние не даваме добра подршка за да ги исфрлиме тие токсини од нашето тело, тие се трупаат. И нормално е, првиот ефект е дебелење. Значи, гојазноста исто така е поврзана со внесувањето на доста токсини во нашето тело, затоа што, реков, тие се складираат во тие масни клетки и така натаму. Од друга страна, стресот е исто така поврзан со дебелењето. Многу често типот на дебелината треба да видиме дали е естрогенска, дали е инсулински тип на дебелина и така натаму. Многу често се случува луѓе кои што се под континуиран стрес да создаваат масни наслаги околу самиот стомак. Тоа е така затоа што кога сте под стрес лачите повеќе кортизол, па кортизолот подкренува други механизми и метаболички процеси кои што складираат масни наслаги околу стомакот. Затоа велам индивидуални режими. Затоа ни се потребни, да речеме, мерките. Многу често луѓето ја гледаат само тежината или гледаат body mass индексот. Значи, ама BMN индексот сега во последно време не ни е толку многу битен, колку што ни е битен, да речеме, односот на половината и на колковите. Значи, имаме мерки кои што се многу битни, како да речеме обемот на надлактицата, на бутот, на надколеницата и така натаму и така натаму. Значи, тоа е процес кој што се следи, кој што се контролира, кој што се надополнува со различни типови на чаеви, на суплементи, на сирови сокови, на различни типови на храна и така натаму и така натаму. Така, и повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете.
Добро утро, поздрав до гостинката. Ви се молам нејзно мислење околу млечните производи во повозрастна доба. Нутриционистите во последен период се поделени околу користењето на млечни производи. Вашето мислење ве молам. Така, ви благодарам. Сепак ќе кажам, пак реков, режимите се индивидуални. Јас не ги исклучувам сосема млечните производи. Но многу е битно каков тип на млечен производ ќе се користи. Не го исклучувам воопшто киселото млеко. Знам често да кажам, конзумирајте јогурти со ниска масленост и со пробиотици, значи млечна киселински бактерии, затоа што се добри за цревната флора и така натаму. Но треба да се внимава затоа што во последно време пак јогуртите ги произведуваат со голема содржина на скроб, па затоа се така густи, а скробот и не е толку добар за нас. Так. Значи, понекогаш кисело млеко да, па разредено со вода, па во форма на јогурт, ајран и така натаму. Значи, зависно не ги исклучувам млечните производи, но сепак ќе кажам зависи кај кого и со каков клиент имам работа. Значи, многу често знаат кога ќе ги исклучам млечните производи кај некого, сосема. И да речеме за пример кога се работи за алергии. Кај алергиите сосема ги исклучуваме млечните производи затоа што го оптеретуваат гастроинтестиналниот тракт и организмот воопшто. Но ќе речат што ќе правиме со остеопорозата. Значи, и на возрастни години можам да развијам остеопороза ако не јадам млеко млечни производи. Значи, не е вистина. Затоа што калциум ние немаме само во млечните производи. Калциум имаме и во зелените, зеленчуци, лиснатите. Калциум имаме доста и во леќата, имаме и во хелдата и така натаму. Значи, имаме природни извори ние од каде што ги го внесуваме калциумот. Пиењето на млеко, да речеме, кај возрастните луѓе, кај повозрастните може да биде проблем, затоа што присуството на лактозата исто така може да биде проблем заради разградување, затоа што ние во повозрастни години немаме ензим дехидролактаза кој што ќе разгради лактозата, па тоа оди преку други метаболни процеси и така натаму, да не оптеретуваме, значи со малце постручни термини. Она што е многу битно дека во млекото исто така имаме и казеин, па деца кои што имаат проблем да речеме со алергии, аутистични деца кои што многу често ги имаме во последно време, воопшто не треба да конзумираат ниту казеин, ниту пак глутенот кој што го има во житариците, значи таму веќе исхранат изборот на житарици исто така се намалува, па тука се внесуваат и оризот, и пченката, и хелдата и така натаму. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Поздрав до гостинката. Благодарам. Ке ве молам, оперирана сум од карцином на дојка. Ве молам што понатака се исхраната. Што да испрелам, што да додадам. Благодарам и се најдобро. Благодарам и на вас. Многу често во последно време, за жал, зголемено, да речеме, потребата на луѓе кои што имаат вакви типови на канцери и многу често доаѓаат и барат нутриционистички совети. Она што е многу битно кај ваквите пациенти или клиенти, тоа што они многу често завршуваат со хемотерапија. Значи сите знаеме дека хемотерапијата е таква, значи го штетува не само, значи не делува само на малигното ткиво, него делува и на здравото ткиво. Така да пристапот е многу различен овде. Со ваквите пациенти работиме сосема поинаку за разлика од другите пациенти. Кај ваквите пациенти исхраната е сосема поинаква. Се вклучуваат детоксикацијски режими кои што, да речеме, траат од месец и пол до 3 месеци. Тоа значи се чисти систем по систем. Значи, чистиме плуќа, чистиме лимфа, чистиме дигестивен систем, чистиме кожа и така натаму. Значи, веќе имаме пристап према тоа кој што трае во недели. Значи, една недела, втора, 8 недели, 14 недели и така натаму, зависно од потребите. Кај ваквите пациенти многу често мора да се сколемува имунолошкиот систем, затоа што знаат многу често да примаат и различни кортикотерапии и така натаму, паднат имунолошкиот систем, па треба да го вратиме назад и така натаму. Значи, различни суплементи во многу поголема доза додатоци во исхрана, кои што ќе дадат една подршка за да можеме да ја вратиме хомеостазата.
диетата. Исто така зависи и од типот на канцерот, значи дали бил естрогенски зависен или не. Затоа што ако е естрогенски зависен, тогаш во таков случај вие не можете да користите, да речеме, типови на храна кои што има фитоестрогени, како што е сојата и така натаму. Значи, затоа веламе комплициран пристапот и се применува на правење, давање на диететика, на диететски совети спрема самиот пациент. Не може за сите да биде исто. Тука се внесува голема количина на чаеви, понекогаш се даваат и клистери и така натаму и така натаму. Така. Дали имаме повторно гледач на линијата? Господјо Драгица, еве кога спомнавте веќе баш за доста честите појави на рак, како и ми одредувате вие диететиката, според што ги правите мерењата? Треба да донесете некој пример диагностика, така? Да, понекогаш тие што имаат проблем со здравјето и сакаат да решат некаков здравствен проблем, обично си ги носат резултатите од прегледите лекарски и така натаму. Тие што бараат совети за диета, заради регулирање на телесна маса го правиме, прегледите ги правиме ние, значи мерењата и така натаму. Она што е многу битно, ние многу чисто користиме, да речеме, микроскоп на темно поле или даркфилд метода со цел да се утврди хомеостазата или рамнотежата во телото, за да може да ни покаже во каква состојба сте вие. Значи, дали липидниот статус е окей, дали имаме, да речеме, доста фибрин и слуз во крвта, го гледаме имунолошкиот систем преку утврдување на бројот на леукоцитите, значи на белата крв, да лоза, па се гледаат неутрофили, па дали се тоа застарени, па дали се хиперсегментирани и така натаму. Се гледа квалитетот на црвените крвни зрнца, значи дали имаме макроцити, дали имаме микро и така натаму и така натаму, значи го гледаме недостатокот од B6, од B12. Можеме да гледаме различни типови на паразити кои што налекуваат на филари, бактериски род форми, форми и така натаму. Значи буквално ја утврдувате таа хомеостаза за да видите со кого се имате работа. И врз основа на тоа се спроведува и начинот на исхрана и суплементарната терапија. Значи, јас имав среќа да завршам факултет во Унгарија, кој што буквално се бави само со диететика, суплементација, значи акупунктура, хомеопатија и така натаму. И буквално сум посветена долго години на ова, и не само во Македонија, туку држам предавања и надвор од Македонија, значи работиме и со различни типови на пациенти и во Хрватска, и во Бугарија, и во Србија и така натаму. Значи, со потполно право можам да кажам дека еве таквите прегледи ни даваат за право да ја видиме колку е поместена рамнотежата, за да можеме да дадеме еден правилен начин на диететика. Значи, оно што е исто така битно да се напомене, значи, можеме да го измериме и оксидативниот стрес, кој што е едно ново заболување за кој што многу често зборувавме сега по телевизијата. Да одредиме колкава е концентрацијата на слободните радикали, па да видиме дали можеме да го анулираме со земање на витамини, минерали и така натаму. Значи, и суплементите треба да бидат правилно испрани. Не на своја рака треба секогаш да се земаат суплементи, да појдете во аптека. А јас слушнав дека тоа е добро и така натаму. Значи, многу внимателно суплементите треба да се земаат. Еве да речеме за пример, обично многу често омега 3, омега 6 се зема. Многу треба да се внимава ако сте, да речеме, пушач кај омега 3, омега 6 или ако имате зголемена концентрација на слободни радикали, таму може да се раскине двојната врска, значи кај омега 3, омега 6, па наместо да добиете ефект од нив, вие добивате дополнителни слободни радикали. Имате, да речеме, од прилика антиоксиданси, како што се резвератрол и така другите, кои што ако во поголема количина ги земате, исто така може да покажат прооксидативен ефект, значи да создадат поголема концентрација на слободни радикали. Да речеме витаминот С, особено овој синтетичкиот, ако го користите подолго, една од главните индикации е создавање на каменчиња во бубрек. Треба да се внимава на закиселување на целиот организам, затоа што во таков случај сте подложни почесто на бактериски инфекции, на вирусни инфекции и така натаму. Значи имате различни типови на ситуации кога земате, да речеме, минерали во изолирана форма, па тоа трае долго, па може да направи проблем дисбаланс со останатите минерали во нашето тело. Имате, да речеме, земање на витамин А,
кој што треба многу внимателно да се дава ако имате клиент кој што е пушач. Или треба да внимаваме на дозите затоа што пак може да направи депова јетра, затоа што тоа се да речеме како што и впрочем витаминот Е и останатите витамини кои што се растворливи во масти и не така лесно се елиминираат од нашето тело. Значи многу внимателно, рибино масло, да, во зимските периоди, во летните не, затоа што сонцето ни помага да имаме синтеза на витамин Д во нашата кожа и така натаму и така натаму. Така. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, Повелете. добро утро. Би сакала да поставам прашање до докторката. Така, поставете. Боледувам од улцерозен колит. Проливи веќе на 20 години. Кажете ми што треба да консумирам за да имам сила за да водам и да живеам едноставно. Затоа нешто што не сум способна ни постојано да се движам. Тоа ми е прашањето, ве поздравувам, пријатен ден ви постакувам. Ви благодарам и на вас. Улцерозниот колит е сериозно заболување. Тука имаме многу чести проливи. Многу треба да се внимава на изборот на житариците. Значи, глутенот не треба да се зема кај улцерозниот колит. Значи, треба да се изфрли. Белото брашно треба да се изфрлат млекото и млечните производи. Значи, треба да се внесуваат различни типови на алги, треба да се внесува луцерка, треба да се внесува млечно-киселински бактерии, но во многу поголема концентрација, значи да се зема во капсуларна форма. Па дури од 4 до 6 билиони, да речеме, на ден. Би требало да се внесуваат витамини од Б групата. Значи, треба малце поголем, малце поинаков пристав, значи многу е неблагодарно вака кога одиме во емисија во живо и кога одговараме на прашања кои што се однесуваат за вакви состојби кои што се многу покомплицирани. Значи треба да внимавате и на изборот на месо, значи треба да се подготвуваат посебни типови на чорби, на шејкови, на така натаму. Значи веќе го оставиме мојот број, па ако господјата сака да можеме да ја помогнеме за да можеме да ја вратиме назад, значи ќе треба да вклучуваме и некои други суплементарни форми за да ја олесниме на некаков начин состојбата да може правилно да функционира. Така. Имаме уште само 5 минути до крајот на емисијата. Јас би сакала накратко да споменеме што е со крвните групи и исхраната која што се прави според крвните групи. Да, тоа е веќе на, како да кажам, теорија која што е многу стара. Јас веќе одамна генерално ја применувам, ама веќе ја напуштив затоа што многу често ја користам веќе исхраната по генотипови, кој што е многу посложена, бидејќи се земаат и антрополошки мерки, се вклучува и епигенетика, значи се вклучува и моментот кога вие сте биле бебе во утробата на вашата мајка. Така на малце е покомплицирано, ама затоа добивате една исхрана која што буквално треба да ја следите во цел живот, затоа што на таков начин со исхраната по генотип практично го намалуваме влијанието на штетните гени. Значи, она што ги знаеме како ризици кои што може да се појават како различни типови на заболувања, кај различни типови на генотипови, значи оние 6 генотипа имаме различни. Значи, треба да се внимава, затоа реков не само доилките, туку и бремените жени, трудниците и оние кои што имаат намера да затруднат, треба да го прилагодат својот тип и начин на исхрана. Многу често кај нас се случува бремените жени да ја зголемат огромно нивната тежина во текот на бременоста и така натаму. Значи, мора да се внимава што се внесува во текот на бременоста, мора да се внимава колку стрес има во текот на бременоста, затоа што сето тоа се одразува на бебето, кој што понатаму по раѓањето, значи веќе ќе треба да влезе во некоја категорија од тие генотипови за кои што сега зборуваме. Најмалиот човек на кој што му имам направено генотип е 6-месечно бебе. Значи родителите буквално почнаа со тотално здрав начин на исхрана на тоа бебе, со тоа што сме и што не сме. Многу често се случува кај бебињата, тие имаат сенс, имаат чувство за тоа што е добро за нив, што не е. Многу се интересни. Значи, кога тоа ништо не сака, родителите се упорни да го пикаат тоа со лажичка, да могат да тоа биде со сила и така натаму. Пробајте да речеме еве на младите родители на бебето да не му го даваат тоа што тоа не сака. Значи, ќе видите самиот избор ќе биде негов. Во поинаков случај кога навистина му давате нешто што не сака, вие го загушувате неговиот
систем и неговиот организам. Здравите навики се стекнуваат буквално од мали нозе. Не можете вие да очекувате ако на вашето бебе му давате за дуречек смуки со кисело млекца, или даваме некакви типови на бомбони гумени, што е строго забрането според моите препораки, или различни типови на такви жвакачки, мастики, не знам што све не е, сокови, виштачки и така натаму. Вие после некој одреден период од година-две, буквално на тоа дете нема да можете да му дадете салата да касне, ниту пак ќе сака да јаде, затоа што природните вкусови за него веќе ќе станат страни. Така да, веќе се навикнала оние вештачки вкусови кои што... Апсолутно. Така. Господи Драгица, доста интересна тема, имаме многу да разговараме. Така, мислам дека неколку емисии малку ќе бидат да се опфати све во врска со здравата исхрана. Јас сакам тука да ви се заблагодарам за вашето гостување во 24 од Сестрце, па се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата и се надевам дека бевме доволно интересни за вашата публика. Така, се надевам и јас. Ви останете со програмата на 24 вести. Ви посакувам да имате пријатен викенд и повторно се гледаме во понеделник во 9 часот. До гледање.